За време на своето 11-годишно владење на владата на предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, се покажа дека била поставена деструктивно кон сите помалку бројни етнички заедници во Република Македонија. Во изминатава деценија, освен што немаше никаков напор, цел и стратегија за подобрување на правата и животниот стандард на овие заедници, туку напротив, тие беа уназадени и сосема разнебитени. Истата срамна слика ја среќаваме и кога станува збор за турската етничка заедница. За жал, владата предводена од ВМРО ДПМН имаше двојни стандарди кон граѓаните од турската етничка заедница. Во сите сегменти, во сите сфери, турците беа игнорирани, изолирани и заборавени. Охридскиот рамковен договор за граѓаните од турската етничка заедница никогаш не стана реалност, затоа што истиот не се спроведува транспарентно, со што праведно и турците се директно оштетени. Бројот на турците кои се вработени во државната администрација и натаму е далеку од задоволително, односно не е постигната ниту половина од оптималната бројка. Повеќето села во кои доминантно население се турци немаат никакви минимални услови за современ и здрав живот. Особено во источниот дел од земјава, турците се оставени на себе во услови од среден век. Крајно е неискрено и невкусно ВМРО ДПМН да ги злоупотребува турците и да покажува лажна загриженост. Фактичката состојба говори доволно за пристапот на ВМРО ДПМН кон граѓаните од турската етничка заедница. Функционерите на ВМРО ДПМН, кои се исплашени од соочувањето со правдата на ваков неетички начин, се обидуваат да се амнестираат за сите криминални кои ги извршија во изминатиот период. Турците се достојни и честни граѓани и никој нема право да ги злоупотреби и да ги манипулира за своите нечестни цели. Ние, како партија за движење на турците, нема да дозволиме тоа и до крај ќе се бориме да ги спречиме овие обиди. Повеќе од јасно е дека на повидок е нова влада, предводена од СДСМ и коалицијата, поддржано од новото парламентарно мнозинство. Новата влада која ќе се залага за враќање на слободарскиот дух и демократските вредности. И секако и граѓаните од турската етничка заедница, како и сите припадници на помалку бројните етнички заедници, ќе имаат ист третман како и сите граѓани на Република Македонија. Прашање? Напори има и за скоро ќе има нова влада. Ќе има председател на собрание, наскоро ќе има и нова влада. За неколку дена можам да потврдам дека ќе има нов председател на собрание, но гледате дека ВМРО ДПМН ги блокира институциите, го блокира и собранието. Не дозволува да се избере председател на собрание. Се со цел да ги штитат криминалците. Но тоа веќе завршува. Завршува и доаѓа живот во Македонија и живот за сите граѓани во Македонија. Бидејќи се уште нема председател во собранието, не е избран председател на собранието и се уште господинот Зоран Заев нема мандат. Откако ќе добие мандат, политичките партии, односно коалицијата која ја предводи СДСМ, ќе има разговори, ќе има преговори, потоа сигурно ќе се знаат кои партии ќе бидат дел од владата, кои ќе бидат дел од вториот или третиот ешелон. Да имаме трпение, бидејќи целиот овој циркус во собрание е за да се штитат криминалците. Но, ако имаме трпение, за скоро ќе видиме дека навистина во Македонија ќе се врати животот.